Почитувани, случајот парцели во Лисиче останува во фокусот на интересот на граѓаните во аеродром. Поминаа точно 10 дена откако заврши јавната анкета преку која граѓаните му порачаа на Тимчо Муцунски дека се против изградбата на 9 висококатници на влезот на населбата Лисиче. Точно 10 дена, наместо гаранција дека ќе ги избрише спорните градежни маркици, граѓаните слушаат лажни конструкции и лажни ветувања од Муцунски. Наместо да ги преземат сите потребни чекори за бришење на маркиците и на тој начин да ја спречат бетонизацијата на Лисиче, Муцунски и ВМРО ДПМН држат изјави полни со изговори. Нови 9 висококатници на влезот од Лисиче за граѓаните недвосмислено ќе значат намален проток на воздух, зголемен сообраќаен метеж, хаос од непрописно паркирани возила и преоптоварени капацитети на водоводната и канализационата мрежа. Муцунски им должи одговори на граѓаните. Дали е точно дека највисоката висококатница од вкупно 9 висококатници во Лисиче предвидено е да има 12 ката, односно приземје, 10 ката и поткровје? Дали е точно дека најмалку 3 висококатници предвидено е да бидат на 8 ката, односно приземје, 6 ката и поткровје? Дали е точно дека 4 висококатници се предвидени да бидат подигнати над главна гасоводна цевка со пречник Фи-400, која ги поврзува индустриските капацитети во Железара и Усје? Зошто собственици на позната градежна компанија лани купиле ниви со површина од над 1000 метри квадратни, на местото каде што ја предвидувате највисоката висококатница? Ова се прашањата што ги интересираат нашите сограѓани од Лисиче, а не лажните вести кои ги произведуваат Муцунски и ВМРО ДПМН од општинската и партиската говорница. Го повикуваме градоначалникот Муцунски, наместо да се занимава со продукција на лажни вести, да даде одговори на овие прашања кои граѓаните секојдневно му ги поставуваат. Уште еднаш ја повикуваме и Државната антикорупцијска комисија да отвори предмет и во целост да го расчисти случајот парцели во Лисиче. Благодарам.